Имаше факултативен садење комбири, садење пиперки. Како да фатиш или до аеродром? Професор по македонски у градинка. Каролина Гочино што за нас не. Стендап. Потешко ми е стендап. Да. Натанас му и стендап и театар тешко. Ти си попрофесионалец од нас. Не ве. Ја имам трема. А. Ја горам за вечер. Јас не знаеш колку трема имам моментов за вечер како ќе. А ти како се викаш? Атанас. Кој од вас ќе биде мајката и таткото? Пишувам вчера домашна математика. Не знам што прашање ќе ми пози, не знам да ги одговорам. Значи мене прашува. Слободно. Ти мафта Со tego блокиране ќе одговарам и за него. Океј, Не знам што ќе зборим. 1, 2, 3. Ало. 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 Проба. А, П, В, Г, Т, Г, И, Ш, С, Ц, Е, К, Л, М, Н, Н, О, П, Р, С, Т, Q, С, Т, Ш, Ш, Ш. Анастасија и Тино. Вечера, Анастасија и Тино. Чао, дечки. Браво, дечки. Дечки, ви благодарам многу што ја прифативте мојата покана да бидете дел од мојот YouTube канал, за да можеме јас и моите гледачи малку подобро да запознаеме. Знам дека ова ви е вашата втора турнеја тука низ Германија и мислам дека вие научивте германски, нели? Ја. Супер. Да што ти збораш на германски, не германски те разбираме. Ќе се снајдеме, значи. Да. Јас ви спремив неколку прашања на германски јазик и мислам дека ќе успеете да ги одговорите дека се на B1 ниво и да видиме дали сте спремни за германски пасош. Може, нели? Да, супер. Добро. Може на друг јазик да одговорам, пример на француски. Не бе, ќе се Да се снајдете, расшири ќе се малку. снајдете, не се сехирајте на германски, може на германски? Може. Океј. Како се викаш? Ich bin Tino. А, Ich bin 92 zum Beispiel Getrugbinde. аха. Getränke sie nicht zu danken. А, океј. Киндергарten. А. Ja. А ти? Како се викаш? Атанас. А, зашто сте тука? Да научиме германски како тебе. Good. Good, sehr gut. Sehr good. Многу добро германски. Ja, danke. Bitte. Du Is schönen. schönen Verbunzen getrinken. Du. А, ich. А, Du. Ich zum Beispiel getrinken. а. Атанас. Точи, звучиш колега, сега идеме, ја градиме, вика, зградава, ја имам. Така зазвучи како и да ја објасниш, да е готово. Ќе објасниш куќе. Германија тука веќе одавна сме цело време, фамилиарно сме на собрани. Германски знаем, али јас уште не сум научил, ама тоа. А, добро. Ама навистина многу е тешко да се зборува германски, значи перфектно зборувате, браво. Да, Фала ти. Фала Се ти. трудиме. Да, Да се учев и во средно. Сам се гледа и по на да, баш се гледа дека... Мене малце ми имаш фали пракси. А, добро. Ами Пракса, тоа да ти разговарам успеш, што идеш луѓето во и Германија и... Филмови да гледам и песни германски Ќе се снајде. и мислам дека ќе бидам добар. Супер. За B1 збори. Да, за B1. А може и B2? Што можам да работам со B1? Професор по македонски. Сигурно не. Тешко тоа. Професор по македонски у градинка. У градинка. Гу. Бе, како е на германски дзе? Дзе. Он бебења. Буре? Бу. Бу. Јас бу викам. А како викаат сега бе деца да пикабу? Да, и тоа. Не викаат дзе. Викам, знаеш? да. Епа, се парите филмови. Пикабу е на германски како е? Да. Другин гозен! Бебето се вади од памет за скривот. Емануел! Ај? И заспива дете. Па? Затоа сте ви во Германија повоспитани. Така е јазикот повоспитно, образовно звучи. Да. Прво деление, онака го завршуваш. Од домашно воспитување. Извини. Ништо. Вие више дојдовте нели во Германија, бевте. И кој град ви остави најголем впечаток и имате некоја анекдота, некоја приказна, нешто да ни раскажете малку интересно што се случи? Мене Ротердам од цела Германија. А, Или тоа не беше. Аха. Епа во Хамбург. Германија.
Роттердам не беше порано. Не, дека не е навикнат, Ама- дека може да се стигне од Германија до Холандија без граница и него му е се Германија. Не, јас сум од порано навикнат. Да. Само тоа сепак беше. Добро бе, малци за родителите смешки, да не е само детски смешки. бе. Ама добро, ако немате некоја приказна, нешто во Европа, нешто интересно што се случи, нели правевте турнеја? Имаме и во Германија приказните. Има приказни, ама јас сакам да кажам дека тие приказни може треба да ги направиме во друга емисија затоа што се долги. Иначе за помладата публика нема да кажете. Добро, така. Некој не се шалам. Секој настап во Германија е различна приказна. Сегде е интересно и сегде е различно интересно. И сегде доаѓаат, пример, различен тип луѓе, негде има повеќе деца, негде има, пошто нели немаат каде да ги остават. Да. Во Германија мора да го чува некој детето. И доаѓаат со деца, негде има деца, негде нема деца. Убаво и сегде е различно. Да, така е, баш е така. А кој град доаѓа после Хамбург, дека нели сега тука ја почнувате турнејата? Хамбург, а Берлин, а Лајпциг. Аха, добро. А следната недела Штутгарт, Нимберг Чекај, што и рече? следната недела Да, што после? Штутгарт, Ама, добро. Нимберг Аха, и Минхен. И сегаш на германски да ги кажам. може. Мюних, Аха. Мюних, Нюрнберг, Нюрнберг. Нюрнберг и Штутгарт. Како? Штутгарт. Штутгарт. Па тоа е за малку исто. Да? Големо. А после таа недела сме, кај сме после тоа фишо? Düsseldorf. Дюселдорф, добро. Düsseldorf, Добро. Значи, Хановер, Филипе научи, супер. Хановер, Окей? да, фино знае. Да. Хановер и Франкфурт. Франкфурт. Франкфурт, да. Супер. Франкфурт, 8 пат ќе настапуваме, како дома сме. Да, е баш фин да го поздравиме. Поздрав до тебе. И вака сега, јас многу би сакала да дојдам денеска вечер. Ама не може. Зошто треба си легнеш? Не. Вие сте родители, нели? Ја. Ако е така, супер. Ако е така, можете вие да ги чувате моите браќа, а јас да правам стендап? Ама, кој од вас ќе биде мајката и татото? Ке се договориме тоа, само кажи колку се плаќа. Као за да за бебиситерки колку се плаќа. Дали е добро, дали се исплати? Па, може 10 евро? По сат? 10 евро? За 15 давам рак. Ти се договориме, ајде. Ајде, За дете чување. Ја од кој имам дете, за дете чување или 500 евра ми е сат. Од кој имам дете. Ако хареса Претходно ми беше може Какви кави се параќата, какви се деца? 2 години и 5 години. 3.500 евра е сат за тодлери. И моите деца се исто таа возраст, така да. Така да ја не Така да не, ќе си правиме не стендап фолинг на понуда. Шанса, барем. Да, бе си проба, бе. Да, баш си Добро, пробав. Мислам, да. ќе помине, ама ајде. Па да, добро, така. па помина, гледаш. Скоро до договор дојдов. Да, за малку. Може би следниот пат. Ајде. Може да има 18 ги чува. Па добро, мислам дека тогаш може ти самија се чува. Па Тогаш ќе искочевме заедно, тоа ми беше план. Добро, да, добро, разбирам. Ама едно прашање баш ме интересира за вас што е полесно, да правите стендап или да бидете на глума, бидејќи го прашам тоа, на стендап нели морате у момента мислите што да кажувате, ама ако сте на глума имате сценарио, само го учите и го кажувате. Па, Анастасија, тука исто имаме сценарио. И Добро. тука исто ги пишуваме работите. Некогаш се случува да мораме да импровизираме во моментот. Ама имаме сепак некој сценарио што ние го пишуваме. Некои смешки што ги имаме сигурно напишани, а тие што ги се случат во моментот се гратис. Така да, различно е многу, затоа што во театар си по-безбеден. Ова е по-слободен свет, овде е по-ризично, како на отворено море си. Не знаеш од каде може да дојде опасност, а во театар прилично мирно пловење. Значи не излегува многу од курсот целата ситуација. Стендап ти е во принцип најтешката форма за настапување. Значи ако си глумец имаш повеќе форми во кои што работиш, да речеме театар, стендап, филм, Да. друг тип најавен настап. Од сите нив стендап е најтешката форма, затоа што во театар на пример играш лик некој и ти го излегуваш пред публиката се представуваш као некој, ќе го викаме сега, Владковски, да речеме. И ти кога настапуваш пред нив, ти си Владковски, не си Тино и Јатанс. А на стендап кога си, ти си Тино.
И све што кажуваш е твој став излегува од твоја уста и затоа малку е по захтевна би рекол форма. Така да стендап е една од најтешките форми за настапување. Било да си глумец или да не си глумец. Така да кога би требало да бираме помеѓу двете, јас би ги избрал две. Па добро, да, окей. А ти? Стендап. Потешко ми е стендап. Да. На Атанас му е стендап и театар тешко. Да. Он во принцип потешко се става, че? Што е право е. И нема тука криење и срамење. Нема срамење, така. Да. Како крајно прашање, што може публиката да очекува од оваа година на вашиот, да кажам, шоу, турнеја што ја правите? Имате нешто друго ќе планирате или ќе ја водите истата тема како последната година? Не, за тоа е сосем нов материјал, што ние сакам да кажеме нов албум. Така да се ќе биде ново, тоа што го слуша лани веќе не постои, влезе во историјата, снимено е, ќе го објавиме кога ќе дојде време, а оваа година ќе го слушнат новиот материјал на линија со Атанас и Тино. Супер. Како филм но бе истите глумци, друг филм снима. Па добро, да. Така од прилика некој. И да, ќе прошетаме пак Германија и финалето на овој материјал е во Скопје во Спортски центар Јане Сандански на 21 ноември. Супер, ќе пробам да дојдам ако можам. А имам школа, а може би ќе да. Ако на време завршиш школа, напишеш домашно, имаш добри оцени, место да бараш нешто за добри оцени, барај од Скопје да дојдеш. Да, така на брзинка за 3 сати. Баш ка мислам дека некаде сака да дојде во театар и тешко е за карти да најде. Ако сакаш, ќе најдам карти за компензација да те пушти да дојдеш на стендап во Скопје. Супер. Добро. Баш ми се допаѓа. Океј, ви благодарам многу што дојдовте време. Фала ти на тебе за прекрасното интервју. Поздрав до твоите следачи, следбеници. Бе си ги викаш некако како што ги викаат овие джипи ги викаше джипери, после некои други вика армија ги вика. Само дечки. Дечки, Сега уште не смислив. Поздрав дечки. И се надам светска турнеја следниот пат. Не знам, ќе видиме Фичо да заврши со музичарите, па може ќе се посвети на нас стендап комичарите. Ќе видиме. Ќе видиме. Се надеваме. Океј, чао дечки. Чао дечки. Сашо, Филип, Томи, Стефан, хвала на сите вас што гледате, што го поддржавте почетокот на оваа турнеја, прекрасни бевте. Сакајте Македонија, чао! Hvala dečki, čao!